Добро вечер во отвореното студио. Уште малку има до изборите. Сите со нетрпение ги очекуваме и партиите и граѓаните. Но, како што бива од структурите на безбедноста, домашни или странски, секогаш е добро да проговориме од овие аспекти, бидејќи, нели, како велат од амбасадата на САД, големи митинзи, собири и ги предупредуваат своите граѓани да бидат внимателни. Има и други некои односи на Балканот и во земјата кои што можат или не можат да бидат аспект на анализа од безбедносен карактер и затоа вечера го поканив универзитетскиот професор Златко Кесковски. Добро вечер. Добро вечер. Наш чест гостин кога станува збор за анализа и домашна и меѓународна од аспект на тероризам, безбедносни структури и така натаму. Се надам дека ќе можеме да ги анализириме, да не ги плашиме граѓанива ако нема потреба за тоа, но еве да изанализираме 20 на дена кампања. Прво да почнеме од тој аспект. Тоа е нормална појава веројатно секаде во свет, само по себе не значи ништо, не очекувам дека значи некаков безбедносен предизвик, но кога многу луѓе излегуваат на улица, кога се поделени етнички, партиски и секако, можеби ете за американската амбасада која упати препорака од своите граѓани представува предупредување дека е можно да има некакви, дали тоа стандардна процедура на американската амбасада или нестандардна и дали стално пред избори за сите земји упатуваат таква порака. Еве да тргнеме од нивното предупредување. Па видите, прво сигурен сум дека во Швајцарија нема такво предупредување, така да не е стандардна процедура во однос на сите земји во светот. Од друга страна, Македонија е во една политичка криза која што ескалира и која што треба да се разграничи за 2 или за 3 дена. Вриеше состојбата во еден добар изминат период, поларизација има на населението и од политички и од етнички карактер. Така да мислам дека предупредувањето не значи дека нешто тие предвидуваат, туку дека во секој случај состојбата е таква во овој момент да во секој случај би пратиле едно предупредување да бидат внимателни. И тоа е нормално за една држава како Америка, во секоја смисла на зборот се и на вистина упатуваат писма и предупредување за секое можно нарушување евентуално. Добро, јас сум сепак малку љубопитен кога се вели демек изборите, таква ситуацијата. Мислат генерално додека траат кампањите, додека има вака излезност на граѓаните, мислат на самиот ден на изборите кога на самиот ден на изборите. Бидејќи видите или мислат на ден потоа. Видите Тоа е процес, значи видите, процес. Ако земете во обзир дека во Америка изборите последните ден потоа вечерта и ден потоа имаше ескалација, нели, на судири, имаше и жртви и така натаму, збориме за Америка. Нормално е дека би се таков страв можда предизвикал и за граѓаните кои што се нивни тука. Меѓутоа, од секој случај, безбедносно гледано, ескалира состојбата секојаш на денот на изборите. Бидејќи вечерта во 9 или во 10 часот еден е победник, еден е губитник. Или може да се случи и овај калабалак. Не знам какви би биле се тие сценарија кои што може да се случат. Така да може би незадоволната страна, како што имаше незадоволна страна во Америка од победата на Трамп, тие може би од таков аспект разгледуваат можност да, бидејќи истата структура која што предизвика во Америка последователни демонстрации по победата на Трамп, действуваат и тука. Значи, тоа е веќе не скриена една структура на приватна организација која што действува. Ние мислевме дека действува во рамките на покревките држави во Европа или во светот, Северна Африка, Балканот, екс-советски републики, Блискиот Исток и така натаму, меѓутоа за волја на вистината
по американските избори истата таа структура се покажа и во Соединетите американски држави, дури и за време на кампањата. Така да, тргнувајќи од овој аспект, ако е иста таа структура и гарнитура, секако дека можеби многу изгледно да може да се случат некакви демонстрации кои што не сме сведоци во изминатиот период дека имаше и демонстрации, имаше и контрапротести, протести така натаму кои што во секој случај беа на ивица на некаков судир меѓу граѓански. Ова што говорите доаѓа и, како што рековте сами, од една поделеност која е 90-тина дена и пред тоа две години сме во некоја политичка криза, населението крајно поларизирано и интраетнички во самата македонска етничка заедница и ако ги додадеме и албанските политички партии, албанскиот етникум, тоа ќе дое унакрсно некоја. Значи, и на почетокот имаме поделеност и политичка и етничка. Да, но сите очекуваат победа, тоа уште повеќе го влогот. Па видите, секогаш станува збор за референдумско изјаснување да се биде или не и сега тоа може би значи изборите во принцип наликуваат на еден спортски натпревар и нормално е дека секој сака да влезе со некаква желба или тенденција да победи. Тоа е нормално, би требало да е нормално. Меѓутоа, што е она кое што сакам да го кажам, значи видите, не може да се пред неколку дена имав барање од една од телевизиите да искоментирам околу евентуалните можни напади врз американската амбасада пред неколку дена, па во тој контекст беше стравата околу терористички акти. Терористички акти не се можни за време на изборите. Значи, ако било што се случи за време на изборниот процес пред, во теков на овие 20 дена, и во овие 3 дена, па и во тие последователни два, се би биле подкрепени или поттикнати од политички аспект. Значи, не се во контекст на некаква глобална терористичка мрежа која што би действувала во Македонија, кој земе во обзир на случувањата со американската амбасада. Така да, какво и нарушување да имат, какво и обид за дестабилизација би било подкрепено од политички аспект. Интерно, домашно политички аспект. Така добро, тоа, кога веќе го споменавте тој случај, некако така и почна. Случајно или не, беше возилото кое што беше затечено пред амбасадата. Имаше сомнеж дека тоа е подложно, дека можело да биде. Сега може би не било, но сака да кажа дека можело и да биде. Дали тоа беше случајност или тоа беше некаква порека за... Не верувам во тоа. Видите, американската амбасада... Таа е доста обезбедена таа. Значи, видите, американските државни објекти во светов се секаде под максимален надзор, бидејќи се таргет на многу терористички групи од глобален карактер. Не е тоа случај во Македонија, тоа е случај во сите амбасади во светот, американски. Или представништва, без разлика дали се амбасади или не, него зборуваме за државните органи на Соединетите американски држави. Така да безбедносното ниво не е подигнато заради македонските услови, него поради тоа што се таргет на многу терористички групации кои што действуваат во светов. Ние не сме имуни на тие терористички организации, неколку пати сме го говореле тоа. Така да не сметам дека ова возило беше закана. Бидејќи ова возило поставено така што е, наликува на едни терористички акти кои што се изведувале таму после 50-тите до 80-тите години. И тој начин на тероризам полека изумре во однос на радикалниот тероризам исламски, кој што се имплементира на сосем поинаков начин, а тоа не е паркирано возило кој што експлодира. Така да според начинот, ако зборуваме за некаков терористички акт, тоаш не би бил предизвикан од овие глобални мрежи. Тоаш би бил некаков регионален, нека организација, не знам која. Единствено нешто кое што во последниот период се случи, тоа е во Грција има слични такви терористички акти, меѓутоа тие се сосем друга природа во однос на овој тип на тероризам од кој што се плаши американската амбасада во принцип. Што малку ќе вртиме од Македонија па околината. Значи глобалниот тероризам не мирува, тој не чека негде да завршат или не изборите, ако наумиле нешто. Напротив, ќе бараат момент кога има најмногу народ населени, бидејќи тероризмот подразбира што поголема публицитет.
ете, баш кога се изборите или предизборите во Македонија, во Тирана допатува директорот на ЦИА, Џон Бренан, и се сретна со Рама и со председателот на Албанија, Нишани. Не се сеќам дека толку често шефот на ЦИА доаѓа во Западен Балкан во посета на некоја држава и баш во Албанија. Тоа е многу близко до нас. Глобалниот тероризам е прашање, веројатно, сигурно не се изборите во Македонија. Прво е несвојствено да е најавена посетата на... Значи, во принцип, посета не се најавуваат на разузнавачки служби и тоа е вака надвор од некакви стандарди кои што досега би се. Меѓутоа, има неколку аспекти ако ги анализираме. Првиот аспект е праќање порака во моментов на действувањето, односно случувањата на геостратешки план од влијание на Русија и на Америка. Значи, тоа е едната порака. Втората порака е стабилизирање на односите, односно сојузништвото на албанците воопшто на Балканот визави американските интереси, односно вратите се назад помалу од еден месец, во Албанија беше откриен евентуален терористички напад на фудбалскиот национален тим на Израел. И тоа од групација која што учествуваше и македонска полиција, беа уапсени лица од Македонија, Косово и Албанија. Прво, таргет на израелска фудбалска екипа, сигурно не може таргет екипата не би била на регионален тероризам кој што би имал не знам какви предизвици да нападне израелска екипа. Од аспект на напад врз израелски било какви граѓани или екипи, значи се враќаме кон Блискиот Исток и добиваме една мрежа која што треба функционира врз основа на исламскиот радикализам, нели? Тие се стандардно традиционални непријатели на израелската држава. Ако има во сите три држави мрежа која што евентуално би направила било каков проблем во тој аспект, тоа значи дека имаме мрежа овде која што добро функционира, која што има соработка меѓу себе, не би ги изолирал тука и Санџак како територија, не би изолирал Црна Гора, не би изолирал нити влијанието на Босна. Меѓутоа, во секој случај, на неколку пати се покажа ранлива албанската територија во врска со создавање на кадри и на регрутирање на кадри на радикален ислам. Од друга страна, Албанија како држава е представник не само на албанската територија, него и на албанците во триве овие територии кај што тие сметаат дека се автохтоно населени, односно нова држава Косово и за албанците во Република Македонија. Ја не го познавам протоколот, но знаете, тој е висока личност, директорот на ЦИА, веројатно има заменици, па по американската структура помошник на заменикот и така натаму, што лично дошол тука, веројатно, не знам, ги споил можеби врските и кога говореле за безбедноста во Албанија, но и во регионот, како што видите вие, значи тоа се поврзани мрежи, структури кои што веројатно се тука инсталирани, па чувствува потреба лично да дојде да се увери за сојузништвото или за... Значи, двата аспекти. Првиот е влијанието на Америка врз регионот, односно Балканскиот регион, бидејќи во секој случај во последниве 2 години имаме голема борба помеѓу руските служби и руската надворешна политика и американските служби, американската војна политика. Безбедносна политика. Па и дипломатија, така да и во една прилика потпредседателот на Америка јавно изјави дека за жал Македонија и Србија се на линија на огнот помеѓу влијанието на Америка и односно на НАТО и на Русија во овој период. Сега, поклопувањето на некои работи, односно на состојбата во Република Македонија, конкретната, во последниве 2 години, и состојбата на геостратешки или политички план помеѓу овие две светски сили, сигурно не се коинцидентни и сметам дека во безбедност коинциденција не постои. Сметам дека таквата геополитичка, односно геостратешка тенденција влијае и тука, влијае и во Србија, влијае и во сета она територија која што не е под директна контрола на НАТО
силите. Да, не искам да ја оддалечам темата, но опасноста некогаш е од блиску, некогаш е од далеку. Значи, ние не сме сами на светот и да сакаме да бидеме оаза на мирот, можеби некој друг од надвор не го посакува тоа, а да не говориме не само соседите, него транснационални организации, или пак големите сили кои што, што велите, се заинтересирани за оваа линија на огнот на Балканот. И добар шлагворд ми дадоте за една изјава на Лавров, кој што е деновиве во Хамбург на конференција на Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Вика, го отфрли митот за руска закана и ги обвини западните сили за дестабилизација на Европа. Значи, дека постојано се говори дека Русија е заинтересирана за дека таа ги прави сите овие чекори кон дестабилизација, не дозволувајќи на некои земји, вклучувајќи и Македонија, да станат членки на НАТО алијансата. И друг еден елемент се случи, тоа е изборот на Трамп, на кој што балканските земји, мисля Македонија, посветува многу внимание, бидејќи со тој чекор како да заврши еден период на глобализација и интервенционизам на Америка во светот. Или се очекува да заврши. Или се очекува, бидејќи тој така велики се посвети на внатрешните прашања на Соединетите американски држави. Има полемики околу тоа. Значи, колку овие две изјави или два факта влијаат на безбедноста, бидејќи тие можеби да ги релаксираат малку односите меѓу себе, ако целиот свет го очекува тоа меѓу Русија и Америка да се случи. Можеби целиот свет ќе биде побезбеден. Во последниве години, би рекол последниве 3 или 4 наназад, очигледно беше влијанието на американска надворешна политика директно, значи не завиено, него директно врз политички случувања, движења, падови на влади, револуции и така натаму, кои што се случија не само во Балканот, него во еден поширок регион од Северна Африка, Балканот, Украина, Блискиот Исток. И тоа отворено едно влијание во контра евентуалните соработки со руската држава на било каков план. И сите оние кои што има некакво расклимано мислење околу сојузништвото со Америка, тие ги расчистија, односно создава некакви падови и тенденции на рушење на некои наводно во принцип во секоја таква една внатрешна револуција се манипулираат со зборот режим. Од друга страна, Трамп во својата кампања најави дека Америка нема да биде заинтересирана околу влијанието надвор од нејзината територија, односно надвор од далечните граници, значи Европа, Блискиот Исток и така натаму, бидејќи не се директна закана, нити се заинтересирани за било какво трошење на средства пред се и од друга страна и имиџот на Соединетите американски држави. Ако ние сме ги сметале како регион во еден известен период дека се пријатели на некоја држава, во секој момент се повеќе и повеќе се стварат непријатели кои што ја чувствуваат Америка како непријателска. Од друга страна, во еден добар долг временски период Америка се трудела како држава да ги придобијат симпатиите на тие држави кои што не биле членки на НАТО, односно биле на другава страна. Во овие 4 или 5 години таа тенденција на омраза кон американска држава заради влијанијата во одредени држави, во секоја посебно, расте во светот. Тоа е она кое што Трамп го најави во принцип. И тоа е она базата врз која што тој во суштина победи. Безбедноста на Америка е нарушена заради нејзиното влијание во другите држави. Не заради сопствената територија и водење на политиката во сопствената територија. Секогаш нападите се заради влијание во тугите држави. Сега, она што тој го најави и она што сака да го имплементира е не оттргнување од тој принцип на директно влијание. Значи, може би дека Америка не може да се оттргне наеднаш околу нејзините поставени шаки на одредена територија, меѓутоа во секој случај тоа нема да биде експлицитно и вака директно без ракавици во секој случај. Мислам дека тој
тој притисок ќе олабави не само во нашиот регион, општо во светов. Тоа е онај баланс кој што ќе се случи во суштина на светски план меѓу односите меѓу Русија и Америка. Ќе направиме мала пауза за реклами, можеби и вклучување од некои од митинзите на политичките партии, а потоа се враќаме да продолжиме на оваа тема безбедност и предизвици на изборите во Македонија. Еве неповторно во отвореното студио, поминаа рекламите, немавме митинг се уште, можеме да продолжиме со господинот Златко Кесковски да говориме за безбедносните предизвици и аспекти на Македонија и регионот во пред и по изборниот циклус, но веројатно дел од регионалната безбедност не зависи од изборите на Македонија, таа си е таква каква што и големите играчи се грижат и за нас од тој аспект претпоставувам. Имаат тие своји интереси, своји грижи, можеби и Курц не беше тука случајно Европа. Мислам дека генерално се уште се плаши од бегалската криза да не се повтори, а Македонија им е некој браник за сега Балканот. Па да, видите, значи бегалската криза не е завршена. Во суштина односите со Турција се уште климави помеѓу Европска унија и Турција и актуелни во моментов, а Турција во моментов има згрижено околу 3 милиони бегалци. Така да таа нити е завршена, нити е далеку, него е тука присутна се уште и се уште има можност да ескалира, може би во повисок степен отколку она кое што го ние видовме. А од друга страна, рутата, балканската рута е она која што е најупотребена, нели? Еднаш и говоревме на оваа тема. И не е безбедна за нив. Од тој аспект, видите, значи стабилноста на држава, стабилноста на Македонија и незината безбедност е многу важна на Европската унија генерално, токму поради ова прашање. Така да сметам дека не би можеле директно да се грижат, меѓутоа може да се загрижени да имат повеќе, сметам дека ќе имат повеќе од Европската комисија или Европската унија за редовни, за мирни и така натаму избори кои што се во нив интерес заради евентуално нели онај дел што говоревме во првиот дел емисијата за можни евентуални ескалации на незадоволни или граѓани. Кесковски. Значи добро би било да не придонесеме на таа регионална безбедносна структура, стабилност со наши натрешни по дефолт политички, меѓуетнички или интеретнички несогласувања, колкави да се сочуваме државата. Значи, иако според вас од безбедносен аспект, колку едно внатрешно политичко прашање, кое што на некој начин од 2001 кој пред тоа науму и ево воздухот политички околу федерализации, политички барање на албанците за поголеми права, употребата на јазикот и така натаму, не е тоа вчера, меѓутоа по предизборието кога се фрли од страна на Социјалдемократскиот совет на Заев, како да го подигна повторно старото прашање и на тоа кумуваше и дуи со слична програма во предизборието за економска еднаквост употреба на јазикот и дојде во еден даден момент целото тежиште од економски просперитет и така натаму како да падне у сенка. Тие партиите не ги заборавија своите програмски аспекти на подобар животен стандард, но ова како да се надвисна и ја фрли тежината на да се биде или не Македонија ќе биде ваква или онаква, колку ова може да биде предуслов, услов за едно несогласување, за дестабилизација политички или безбедностна, како да ја наречам, до кој степен може да оди таа. Значи, видите, прво да разграничите безбедноста е пред политиката. Секогаш. И 90% од политичките кризи се јавуваат заради безбедносни кризи. Така и последна во Македонија. Политичката криза е поради безбедносна криза. Или од безбедноста е иницијалната каписла за да се случи тоа криза што се случи. Од другиот дел од прашањето, значи видите, ја работев во државна безбедност еден известен период. И тие кои што и во моментов работат, а или работеле, без разлика дали тоа е во претходната држава во која што биле или сега ова, добро знаат дека во рамките на државната безбедност постои
управа која што се занимава токму со ова прашање, а тоа е уставно правен поредок и генерално влијание на екстремистички групи кои што влијаат врз некаков насилно рушење на уставно правен поредок. Што сакам да кажам, ако зборуваме за изјавите односно за тенденцијата, тоа не е ни изјава, еве ќе го покренам нивото, тоа е ветување од една политичка партија, јавно, јасно, за редефинирање на државата, односно за нејзиното уставно редефинирање, општествено редефинирање, е стара грижа, односно страф на безбедносните служби. Од секогаш, од постоењето на македонска држава, значи зборуваме од 45-та година наам. Еве ќе објаснам зашто. Првата идеја некаква за федерализација потеквито од Ванчо Михајлов. Тоа е Македонија, Швајцарија, Балканите. И таа е една утопистичка идеја која што со тек на периодот во таа изминатата држава беше добро и редефинирана и проследена на утопизам кој што подразбираше некаква кантонизација врз основа на етнички граници, меѓутоа кај што не постојат македонци. Од друга страна, во периодот после 80-тите години е тенденција, не е утопизам, е тенденција идеја на албанската емиграција, односно на албанските интелектуалци врз основа на Призренските договори, првиот и вториот. Тоа е идеја на Баликом Таре, односно на бализмот кој што се појави 30-тите години врз основа на фашистичките движења. Тоа се најпознати во историјава македонска се Джемо, Мефа или Отља. Тоа е еден исти регион за кој што и сега во моментов разговараме. Тоа е Кумановски, Тетовско-Гостиварски, Кичевско-Деварски регион до Струга, кој што во еден историски гледан период е тенденција на отцепување, односно припојување и создавање на голема Албанија. Така да безбедносните служби од 45-та година до сега стравуваат околу појава на ова прашање, односно поттикнување на ова прашање, во секој случај од принцип на насилно доаѓање до таква една состојба. Колку е тоа во овие услови сега во современиот свет реално? Прво видите, и тоа нема врска со реалноста и составувањето за безбедност. Прво вака сакам една работа, уште една да ви кажам. Значи, овај човек кој што се појава како припадник, односно емисар на швајцарската емиграција воопшто, е емисар. Значи не е воопшто голем играч, односно еден од големите играчи. Иначе швајцарската емиграција, швајцарската албанска емиграција е центар на дејствување на албанските политичари, односно на онаму кај што има проблем, односно онаму кај што треба да се редефинира. Ако земе во обзир дека Албанија и Косово веќе се поставени во стабилни нозе, останува дека неколку територии се интересни за нив. Тоа се Западна Македонија, тоа е Чемрија во Албанија, па дури чепкаат и во делот од источна, југоисточна Италија. Така да дејствувањето не е на албанската емиграција не е врз основа на емиграција која што потекнува од Република Македонија. Таа е албанска емиграција и таа емиграција е заедничка и за сите албанци кои што се надворот од овие територии кои што тие ги опфаќаат. И Призренската лига последната во 2001 година, 2002 година беше заедничка една конференција, би рекол, или лига која што се одржа во Албанија во тој период. Од сите овие територии беа представници на албанците за стратешко гледање на албанската нација воопшто во периодот понатаму, бидејќи првата Призренска лига е многу поназад. Тенденцијата на албанците федерализација на Македонија секако како преоден чекор врз отцепување на еден дел од територија и ова ја не мислам за нас од безбедноста е општо познато прашање и мислам дека сите кои што се занимаваат со тоа точно и добро го знаат, гледајќи аналитички наназад. Ако земеме во обзир дека бројката на албанците расте во декади расте
и дека стратегијата на ова албанска емиграција, која што действува со средства и со идеи во оваа територија, тука и Црна Гора, не иземете Црна Гора, и немој да иземате територијата на Прешево и Медвеđа, нели, која што и беше спорна во еден извесен период. Тенденцијата е да спрво со пораст на население во еден извесен период од декадата. Па дојдовме до еден судир кој што беше непотребен во тој момент, бидејќи некои работи, некои случувања, некои општествени случувања носеа до еден момент на разрешување на некаква меѓунационална поларизација, меѓутоа за да се убрзат процесот имаше конфликт во Македонија и то конфликт кој што многу кратко траеше, меѓутоа покрена едни прашања и рани кои што во овој момент се повторно се воскреснуваат. Тоа е употребата на јазикот, учењето нели на високото образование на албански јазик и така натаму, меѓутоа беше покренато прашање на територијална поделба во еден период и беше покренато прашањето баш на рамковниот договор отколку процентуалната застапеност, односно употребата на јазиците и на сите овие права на етничко малцинство. И албанците во тој период, за време на рамковниот договор, беа исклучително заинтересирани да тој процент биде 15%. Додека македонска страна имаше тенденција на 25% и во тој измеѓу се најдеа на 20% во преговорите, меѓутоа во секој случај индикативна е 15% бројката околу барањето на албанците. Меѓутоа во секој случај тенденцијата на пораст на населението донесе до едно такво незадоволство, кое што ескалираше со конфликт. Последователно на тоа, ние во 2004 година имаме територијална распределба на териториите, нели, која што поделба на териториите, која што донесе до создавање, би рекол, на чисти територии кои што се под влијание, односно под политичко влијание на албанците. Македонците во секој случај, сакали или не, во некои општини дојдоа до етничко малцинство и јако во еден период, или според таа претходната територијална поделба беа во мнозинство. Ако ги земете да ги погледнете територијално, тогаш ќе дојдете до многу добар заклучок. Значи, од Куманово, Кумановскиот регион, Липково, Слупчане, Слупчански бунар, Оризари, Никуштак, Арачиново, до Чаир, Кондово, Сарај и натаму Тетово, Гостивари, така натаму. Вие немате територија каде што е македонско население застапено во поголем процент, немате нити општина која што е од македонци, значи зборувам за естаблишмент, значи немате македонски естаблишмент и од трета страна ќе видите обележување на територија, бидејќи за мене како аналитичар или како професор на безбедност, безбедносни науки, поставувањето на знаме, значи конкретно обележување на територија, секогаш е така, нели, историски гледано. Ние ако тргнете по целиот тој регион, ќе видите дека територијата на албанците е обележена со албански знамења, исто големи, исто високи и исто третирани како и македонските знамења. Територијалната поделба 2004 година имаше референдум на кој што дел од граѓаните излегоа, некои 450-70 илјади, меѓутоа дел не излегоа. Изјаснувањето на референдумот значи ти последица. Значи, односно дека вие како личност носите една одговорност, а тој што не излегол, носите одговорност на тие граѓани, односно на целата таа последица после 2004 година до денес. Значи, ние сме граѓани и ние можеби не можеме директно да влијаеме врз водењето на политиката, меѓутоа, ако ќе се даде можност за тоа, имаме можност да се изјасниме за таква или за ваква политика. И никогаш не би се сложил дека граѓанинот нема одговорност, имат голема одговорност и таа одговорност најчесто се имплементира со неговиот глас на избори, на референдум, на локални избори и секогаш неизлегувањето или неизјаснувањето е уште поголема
одговорност. 2004 година се изјаснуваше Македонија околу територијалната поделба и тоаш имаше една кампања која што требаше нас да не однеси во една насока на отворено општество, да речеме. Меѓутоа, во секој случај, последиците ги гледаме сега. Реакцијата на македонското население дојде после тоа, во Струга, нели имаше големи немири, меѓутоа и ден денес и понатаму има последица. Која е последицата? Ја, извини, не ти оставам место за прашање, меѓутоа, која е последицата? Според тенденцијата на албанската политика, би рекол, во овој момент е начинот на комуницирање на општините помеѓу себе, тоа се вика регионализација. Односно, создавање на региони заради комуникација на општините помеѓу себе. И тоа го имате најблизу имплементација на тоа имате Стопанска комора на северозападна Македонија. Пака да го имате како представа. Ако имаме ние соработка помеѓу општините, а во овој регион во кој што ви зборам ја се албански градоначалници, тогаш во истиот момент се создаваат региони. 3, 2, 5, 7, зависно од нивната соработка. Кога почна процесот на локална самоуправа, децентрализација на државата, таа беше двостепено замислена и вториот степен на децентрализација беше регионализација. Значи, што од почетоците од 2001 налага. Да, во 2002 беше легално и легитимно изгласана, донесена. Меѓутоа, таа регионализација значи степен конфедерализација. А сега, федерализацијата е чекор пред отцепување. Значи, имајте во предвид дека, само момент, имате предвид дека албанската емиграција и албански сепаратисти кои што во тој период се вика сепаратисти, то се од 81 година, нели немирите, односно почетокот е 68 година за тие што знаат во Тетово. Така. Значи, некои работи треба многу појасни ќе ви бидат ако ги фатите историски. Овие дејствувања не се кратковремени, овие се долгорочни. Во тој период се бараше Косово да биде република, односно да биде идентично третирана како што се останатите републики, заради промената на Уставот на Југославија во 74 година, кој што предвидуваше отцепување на републиките, можност за отцепување на републиките. Тогаш никој не кажа дека Косово сака да се отцепи. Бараш исти третман. Меѓутоа, зад скриената тенденција беше дека Косово сака да се отцепи. И то се случи. Не во 81-а, 5-та, 90-та, се случи 2099 година. Заради што, освен од безбедност или историски аспект, го говорите о... Сакам да кажам, значи, многу работи споменавте, не можам на се да ве потпрашам. Од идејата за голема Албанија, од која официјално се откажале албанците, од време на време... Не се официјално откажани, од време на време истакнати политички... Извинете, прекинат. Имавме втора Призренска лига пред 15 години и не може да се откаже. Призренската лига... Не може да знам да се откажем. Сама по себе Призренската лига подразбира тенденција за голема Албанија. Ама таа голема Албанија, било каква голема некоја држава, подразбира насилно менување на граници. Точно. Меѓутоа сега... Безбедносен аспект, дали имате сознание или нашите служби дека се случува тоа на терен, дека има вооружени групи и така натаму. Јас ви говорам дека... Големиот наталитет не значи сам по себе голема Албанија. Јас ви зборувам вака. Ова прашање е безбедносно. Ова прашање политичарите никогаш не отретирале како политичко прашање. Ова е безбедносно прашање. Од постоењето на македонска држава, збориме модерна од 45-та до денес. Значи, ова не е тенденција која што политичарите може да ја работат. Ние, како безбедносни работници или аналитичари, најчесто ја фрламе во... Не може да действувате надвор од официјалната политика на една власт. Не, зборам, ја фрламе како начин на размислување на политичарите за нивниот... Да, доколку имате елементи дека постои безбедносен ризик кој што е на терен. Еве ви вака, значи на терен имате ние минатата година имаме група која што е ликвидирана, односно неутрализирана во Куманово.
и по изјавите на нивниот адвокат, таа група действувала и сакала да направи, да создаде слободна територија во Куманово заради промена на, не знам, на уставно-правниот поред, односно заради редефинирање на државата. Еве ви класичен пример. Значи има или нема безбедносен ризик? Има безбедносен ризик. Безбедносните ризици некојаш се решаваат политички, со политички одлуки. Точно, меѓутоа, видите, идејата за голема Европа ја надминува идејата за голема Албанија. Тие по дефолт би оствариле на некој начин, без да постои граница дури понатаму, од каде што замислија дека треба да биде голема Албанија. Меѓутоа, никогаш голема Европа не може да биде вечна. Европа без граници. Да, меѓутоа сега во Европа имате ретрограден процес. Ние имаме Брексит пред 6 месеци. И не може да го земите во обзир Брексит дека не е влијание. Значи имаме Европа, не е веќе кохезија. Европа почви сама по себе да се оттргнува. Не мора се уште да значи. Меѓутоа никогаш не можете еден сојуз да го ставите дека е стабилен врз основа на стабилноста на границите. Ако таа глобална стабилност вас не ви обезбедува стабилност, тоаш која безбедносна структура ќе ве обезбеди од нешто што го говорите дека е тенденција и дека има поддршка од, не знам, тоаш како ќе се одбраните освен политички? Значи, видите, прво вака, имате еден пример во светов кој што... Ама ние дали сега се браним од голема Албанија, дали сме у таа ситуација да говориме за тоа? Значи, вака, видите... да не исклучи ке збориме надвор од времето. Не збориме ради, збориме за она кој што во овој момент е на големо се зборува во Република Македонија, тоа е идејата за редефинирање на државата, федерализација на државата, така натаму. Што то би довело понатаму? Што би довело понатаму? Јас ова што сега се случува, сум го дал во интервју 2002 година, дека во еден момент ќе побарат федерализација и тоа е сигурен процес. Не може да го заприме ние тој процес. Меѓутоа може да имаме кохезија во внатрешно-политичките структури на македонската страна, која што треба да ја заштити македонска политика и македонски национални интереси. Албанските национални интереси ги бранат албанските партии. И кога ќе дојдат во прашање за албанските национални интереси, тие имаат заеднички став. Ниедна од албанските партии не излезе дека е против федерализација. Кој сакате да излезе? Значи, ние не сме во ситуација да имаме страшно добра една комуникација помеѓу македонците и албанците. Само момент. Ова да не се разбереме погрешно, јас имам студенти албанци, предавам на албански паралелки и така натаму, меѓутоа зборуваме за држава, за состојбата на државата и за она што значи стабилна држава. Што сакам да ви објаснам? Ние действуваме разделено добри 25 години. Во ниедни избори, нити ниедна структура во оваа држава од македонска страна не застанала да направи што значи црвени линии. Она што Грција ни го презентира нас во секој момент. И тие црвени линии треба се националните интереси. Дали е тоа името, дали е тоа редефинирање на државата, дали е тоа покревање на други прашања. Има црвени линии. Од друга страна, најдобра црвена линија која така ако одиме до крајни граници е тогаш според некои теоретичари или една замисла од кохезивност на македонскиот народ наспроти албанскиот народ, при што повторно ќе бидеме поделени и да направиме влада меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ и тоа ќе покажеме дека сме единствени. Но тоа што значи? Дали тоа исто така предизвик безбедносен, бидејќи албанците ќе останат како етникум надвор од значи ние вака ова држава мора да живееме имаме ситуација да поделиме наследно да направиме федерализација. Ќе си формираат своја влада. Повторно ќе урушат уставниот поредок. Прво вака, значи видите, ние имаме држава која што во моментов функционира бинационално. Значи бинационално функционира самата држава, самиот систем и принцип на функционирање на државните органи. Меѓутоа, ние како нација немаме стратегија, ние како нација немаме црвени линии. Значи, видите, тоа што го води... Еве вака, 97% од македонското население, според анкетите, не се согласуваат со промена на името, заради влез во, не знам, во било која сојуз, дали е тоа НАТО или е ова Европска Унија.
ако е цената промена на името. 97% од македонското население. Меѓутоа сепак тоа се фрла како прашање на политичките партии. И тоа е, значи немаме црвена линија. Јас зошто не се сложувам? Затоа само да ви кажам, да ве прашам па вие па одговорете. А ако е така, значи една сериозна власт, вие велите референдумот, вие велите Охридскиот рамковен договор. Никој не искочи да го редефинира Охридскиот рамковен договор, да го фрли на буниште. Никој не ја промени територијалната поделба. Ниедна власт од 2001 наваму не ги исфрли албанците од учество во власта. Па видите, тоа е оцениле дека тоа е државен интерес. Веројатно две влади. Вие едно право здобиено не може да го одземите. Едно здобиено право на поединец или на група или на нација не може да го одземете. Ако вие сте даеле право такво и потоа сакате да го одземите истото право, ќе имате многу поголем безбедносен проблем отколку достане во таа ситуација. Тука седеа вчера се залага за редефинирање на Охридскиот рамковен договор да се прекине, да се делегитимира. И тоа беше јавно кажано и не од еден човек, од еден куп луѓе што доаѓаат во оваа емисија на други места. Видите, редефинирањето имате и друга страна која што вика треба да се укине. За тоа мислам. Али имате и друга страна која што сега од македонска страна вика треба тоа е тесно да се. Значи нема стратегија и тоа отвара. Али стратегија нема. Што ми имаме и вакви групации кои што стојат една на друга, ние немаме стратегија национална. Немаме национални црвени линии, национални црвени линии. Националните црвени линии се повисоки од постоењето на политичките партии, се повисоки од доаѓање на власт, се повисоки од било каква тенденција на еден човек да биде денес пратеник, директор, министер или било што во оваа држава. Тоа се национални интереси. Видете, во една ситуација кај што имаме избори, каде што нужно после овие избори како и досега, победничката партија кај албанците, ќе влезе со победничката партија на албанците, може не де јуре, ама де факто, што значи? Здобиено право. Ама што значи тоа? Федерализација? Тоа значи, ја ви реков, бинационална држава, ние сме бинационална држава. Секоја партија на власт го прифаќа таа појава. Никој не рекол да не би... Здобиено право. Значи, видите, од 2000, од ко постои македонска држава до денес, и не може поинекој да биде. Никогаш во власт секогаш морала да биде најголемата албанска партија. Више којаш била. Освен 2006-2008 година, кај што учествуваше ДПА со помалку пратеници, нели? Па од 2006 до 2008 имаше толку голем притисок и на улица и во секаков аспект да повторија избори па да влезе дуи нели во власт од овие причини. Иначе демократска држава не би требало да функционира. Што министер вели, јас одговарам пред мојот лидер на партија, не пред премиерот на владата. Значи тоа такви феномени има се, тоа се поединици, ама значи токму за тоа изборам. Ние треба да имаме и албанци честни. Во намерите. Видите, ама сега тоа време нели умре. Не умре. Честни македонците не може да ги избират кои се честни или нечестни. Не. Ставаме на позиции за кои што мислиме. Да ме сватите. Тоа е идејата на албанската политичка страна и гарнитура треба да е честна кон македонското население со нивната политика. Затоа ние имаме конфликт. Од тие причини имаме и конфликт во односно давање или не давање на право за кое што тие се само тие не сакат да им дајат, тие значи ние јас ќе ви го зборам тоа кој што сите го мислат. Ние не веруваме во албанските политичари како граѓани дека се искрени кон македонската држава. И тоа ќе ви го кажам зошто е. Кој е албански политичар? Политичка партија која се обраќа има македонско знаме. На колку митинзи албански сте виделе македонско знаме? Нема. Сите години на назад. Како јас како граѓанин, како ја како интелектуалец, можам да се прикнувам кон вербата на албанските политичари кога знам дека обележуваат територија албанска, кога знам тенденцијата каква е, не ми дале за право да мислам дека тие ја сакаат оваа држава заради тоа што се родени тука, него тенденцијата е сосем друга. Чувство. Ќе продолжиме да не е чувство, не е чувство, ова е тенденција. Ама тенденцијата на една група, односно нација која што
Кој што, видите, значи не е чувство. Не, ќе објасните. Не е чувство, јас ви зборам цела емисија околу овој процес и не е чувство, него е анализа која што верувам дека сите без разлика на која политичка партија припаѓаат од безбедносните служби многу добро знаат за што говорам и многу добро знаат врз основа на сите анализи на назад и тенденции како се движела работата до сега. Само да ги последиме рекламите, ќе продолжиме на таму кај што да стана. Добро, мислам дека имаме чување од митингот на ВМРО од ДПМН, да го проследиме малку, па ќе завршиме емисија, господин Кесус. И тоа не е случајно. Не може да биде случајно толку многу години да сме заедно. Ако не ги исполнувавме ветувањата, ако не се грижевме за ромите, немаше да има таа коалиција. Може би ќе беше година, 2-3, но подосна ќе се раскинеше. Но ние сме искрени кон она што го ветуваме и кон луѓето во Шутео Ризари и насекаде кон ромите во Македонија, затоа што вие сте наш народ во оваа држава. Заедно живееме, заедно се бориме, заедно делиме добро и лошо. И затоа сме тука за вас и во добри денови, ама и во тешки денови. И кога имало поплави, и кога имало проблеми, и кога имало несреќи, и кога требало нешто да се прослави, секога сме биле заедно. И ќе останеме заедно. И заедно ќе работиме да ги решаваме проблемите, да создаваме подобри услови за живот, повисок стандард, повеќе вработувања, повеќе плати, повисоки пензии и така натаму. Драги пријатели, од другата страна имаме партија и човек кој што отвори уста лаже. Таков е човекот. Таков човек не ни треба. Такво раководство што ги поценуваат собствените граѓани не се потребни на оваа држава. Тие луѓе не се подпираат на собствениот народ. Се подпираат на некои други, како што велат однадвор структури, разни криминално разузнавачки структури, други центри кои сака да и кројат друга капа на Македонија. Не она капа која што ние, односно не оној начин кој што ние сакаме да ја развиваме и водиме напред земјата кон НАТО, кон Европската Унија, кон економски прогрес, кон подршка на сите граѓани, туку нешто друго, што е нечи друг интерес. Затоа, драги пријатели, нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме некој да ја распарчува нашата држава. Ќе одиме напред заедно по изборите во недела на кои што одлучно сите граѓани на Македонија ќе им покажат кој е газда во оваа држава. Газда се народот, граѓаните, сите, вклучително и вие овде во Шутео Ризари. Сите ние заеднички сме граѓани на оваа држава и управуваме со оваа држава. Драги пријатели. Добро, господин Кесковски, уште малку има време да ја завршиме со ваш завршен збор, анализа, предвидувања. Јас сакам да ви кажам следна работа. Ако Македонија тргне во процес на федерализација, тој процес на федерализација ќе значи и разделба на територија, уствари губење на територија. Значи, ние нема да останеме со тој дел од територијата, тенденциозно во следниве години кои што ќе доаѓаат. Мислам дека нема шанси да се случи тоа. Аналитички, анализата никогаш не се создава ако немате подкрепеност од некои процеси кои што се случувале, тенденции, начини на однесување. Ако Македонија дојде до федерализација, тоа значи дека имаме отцепување на дел од територија во следниот процес кој што надоаѓа. Тоа е она кој што тврдам и останувам за тоа дека ќе би се случило. Единствено нешто кое што би ја спасила државата да остане на своја унитарност, незината унитарност, неповредливост на границите и не поделбата по етничка основа. Тоа е најважното нешто што ние можеме да го Ако ние поделиме по етничка основа федерализацијата, значи во еден период од можда 20-20. Како мислите ќе се случи таа федерализација? Па еве имаме отварање на прашања, редефинирање на државата, што вие значи. Вие самите реколте дека имаме цел потез обележен. Имаме, меѓутоа не е таа граница.
во овој момент не е граница. Ако ја направиме да е граница, што бараме понатаму после. Ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио, што ги анализиравме овие безбедносни аспекти. Се надам дека не сме во таа ситуација да се плашат граѓаните кога до тоа ќе дојде и мислам дека разумот и кај граѓаните и кај политичките партии ќе надвладае дека ќе опримиме изборите така како што треба да ги. Се надевам, меѓутоа имате една нормално во секоја. Имате еден Страфи кај мене, се јават ако нешто ветите, особено на една етничка популација, и ако утре сте во можност да треба да имплементирате, а не ја имплементирате, во избори се што се ветува и така го сваќам дека не би требало да е така. Благодарам во секој случај што бевте гостин во отвореното студио. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно.